Резбарството во Македонија има долга традиција. Уште во 11 век и подоцна среќаваме едночленни, потоа двочленни и повеќе пати преплетени ленти на плитките камени релјефи во црквата Света Софија во Охрид од 10 и 11 век, во манастирот Свети Пантелеймон во селото Нерези Скопје од 12 век и други. Богатата фантазија на уметникот одела дотаму, што постојано наоѓала нови можности за ликовен израз и примена во разни материјали – дрво, метал, текстил, во илуминација на ракописите на пергамент. Творецот на Слепчанските врати од 15 век, што денеска се изложени во Уметничката галерија во Скопје, ни остави траги за едно творештво, чија изразна моќ не знаела за граници во преплетувањето на геометријските елементи со човечки и животински фигури. Кон крајот на 18 век, резбарството во Македонија добива нови изразни можности преку Атос, кој со морето е поврзан со Венеција и со другите уметнички центри на Запад. Плиткиот релјеф се заменува со ажурна резба, изведена со мотиви од растителното и животинското царство, какви што среќаваме во резбите на иконостасите во Лесновскиот манастир, црквата Свети Спас во Скопје, Јован Бигорски и други. Во овој богат преплет ги забележуваме влијанијата на Ренесансата, барокот, рококо стилот и другите стилови, што македонските резбари ги обединиле во една целина со виртуозен преплет од винова лоза, листови и плодови, меѓу кои се среќаваат кукурекот, лалето, невенот и другите цветови и плодови од флората на македонското поднебје. Во слободните полиња се вкомпонирани човечки фигури, животни и птици. Секоја за себе представува една самостојна минијатурна скулптура и уметничка креација, со сигурност исцртана, со умење моделирана и со нагласен акцент на несвесен примитивизам, што им дава посебна привлечност. Ова особено се гледа во минијатурните композиции на иконостасот во црквата Свети Никола во Крушево и на другите резбарски творби, кои се изделуваат во посебна резбарска школа, позната под името Дебарска резбарска школа на мијачките мајстори. Творецот на многу резбарски творби, протомајсторот Петре Гарката, неговата група и наследниците, меѓу кои спаѓа и познатиот жив мајстор Нестор Алексиевски, резбарската уметност ја афирмирале надвор од националните и верските граници. Изработувале украси не само за христијанските храмови и живеалишта, туку и за џамиите, текињата, беговските конаци, сараите и за други потреби во земите на Балканскиот полуостров. И денеска жилестите раце на наследниците на мијачките резбари ја продолжуваат традицијата. Резбарот Славе Атанасовски, инспириран од разиграните ажурни резби, создава нови. Неуморно, со моливот врз хартијата исцртува нови преплети и композиции.
Штом ке го прочисти цртежот, линијата со индиго ја пренесува на сувата ореовина. Со многобројните остри длета ја засекува линијата, а потоа го чисти грундот, основата. Лист по лист, цвет по цвет, со часови стрпливо ги моделира, се дури не го распее дрвото. Овој тежок занает од колено на колено го предавале резбарите едни на други, а пред се на членовите на семејството. Тој бара целосно ангажирање без прекин и лете и зиме, без представа за денот и ноќта. Очите истечувале во многуте непроспиени ноќи покрај запалената борина или лојаница, за да се создаде нова творба. Со право, кога се ценел трудот, велеле, нема со што да се мери и плати. Резбарите, свесни за творбите што ги создавале дека ќе ги наживеат, создавале нови, уште поубави, пораспеани, што и денес со пари не се мерливи.
Творбите на малобројните резбари што работат денес во Македонија, кои го негуваат овој вид на уметноста, сепак наоѓаат примена и во интериерите на современата архитектура, како што се таваните во холот на Гранд хотелот Палас во Охрид и други. Не би требало да се дозволи да згасне една уметничка традиција што со векови се одржувала во нашата земја. Проектантите на монументалните објекти што ќе се градат во Скопје и другите градови треба да постават барања за примена на резбарската уметност во интериерите, со што тие ќе добијат национален белег и ќе продолжат македонската резбарска традиција во современите услови, давајќи нови димензии и давајќи континуитет.